отвараме тема која што не засега сите нас, бидејќи не верувам дека постои некој кој што во денешното живење не ја користи технологијата или пак мобилните апликации. За бенефитот од користењето на интернетот и социјалните мрежи сме зборувале, но нешто за што треба гласно исто така да се говори многу често се ризиците од целата оваа приказна, односно како да се заштитиме. На оваа тема со експертот за сајбербезбедност Божидар Спировски. Добро утро, Божидар, и добре ни дојдовте во утринската програма. Добро утро. Кога станува збор за безбедност во онлайн просторот, може многу да се зборува и од сите аспекти. Неколку од нив ќе опфатиме ова утро, кои што не засигаат и нас повозрастните, но и младите. Би сакала да започнеме со мобилните апликации, она без што ние не можеме да функционираме на паметните телефони. Оние кои што се најактуелни од типот на, Instagram, Facebook, TikTok, треба да служат и за забава, и за едукација, колку се користат за тоа не знам, но ризиците од користењето на истите се многубројни, а ние сме многу малку свесни. Што ни даваат, а што ни земаат, а ние не знаеме. Што ни даваат? Најпрво благодарам за поканата за ова гостување. Што ни даваат овие апликации? Ни даваат трошка социјална сатисфакција или трошка социјална валидација. Тоа е бруталниот начин да се опишат социјалните мрежи. Ние додаваме, активни сме на сите тие социјални мрежи и единствениот фидбек кој што реално го добиваме се лајкови. Односно некаква потврда дека нештото што сме го направиле е за некого популарно или добро или се гледа како добро. Да, постојат и тие, да речеме, едукативни материјали или вести или било што, но тие се во основа, социјалната мрежа не е таму за да го направи тоа за нас. Социјалната мрежа е бизнис кој го продава нашето внимание за маркетинг. Сега, како ние даваме материјали, односно како тоа го прави социјалната мрежа, најпрво ќе речем, многу сме си виновни самите. Бескрајна леснотијата со која ние ги пуштаме нашите видеа, слики, глас, нашите биометриски податоци ги даваме, ги подаруваме на таа социјална мрежа за да добиеме трошка социјална сатисфакција или дигитална социјална сатисфакција, а при тоа не сме свесни дека наеднаш сите тие податоци стануваат собственост и се процесирани од социјалната мрежа. Секако социјалната мрежа не застанува тука. Апликациите кои што стојат на сите овие наши уреди собираат едно чудо податоци од нашите телефони, од нашето однесување, од пораките што ги разменуваме со луѓето, од тоа колку време сме поминале на некоја слика или нешто сме одбиле да гледаме или нешто сме сакале да гледаме и така натака, сето тоа го собираат, го снимаат, IP адреси, профил на корисник, геолокација од која се наоѓаме, дали е прецизна или непрецизна, небитно. И дури некои од овие апликации стануваат многу агресивни, инсистираат да добијат пристап до работи кои што реално не им требаат. Например, контактите во вашиот мобилен телефон. Што ќе е на една социјална мрежа да ги добијат до пристап сите ваши други броеви на телефони. Календарот исто така, некои го бараат. Зошто би бил некоја разумна причина или не, можеме да дебатираме до бескрај, но сето тоа го прават со цел да соберат што е можно повеќе информации за нас и на крај на некој начин да не профилираат. Ова профилирање порано беше, да речем, една маглива тема која не беше јасна, па како тоа сите тие компјутери со сите тие податоци тоа го прават. Денеска луѓето добија една полесна визуализација, ќе речам, на тоа што се случува со податоците, со тоа што почнавме да користиме нешто што го нарекуваме нагалено вештачка интелигенција. Не е вештачка интелигенција само за сите наши гледачи. Тоа што денес го користиме како вештачка интелигенција е само предвидувач на најверојатната следна реченица или најверојатниот следен збор. Таквите модели, машински модели се викаат на вистина, можат да се направат од било што, од зборови, реченици, видеа, слики и така натака, но и од нашето однесување. И можат сите овие податоци што за нас ги собрале, сите наши одлуки да бидат внесени во малечок математички модел и да ја предвидат нашата најдобра следна реакција. И по тоа најдобро да не таргетираат. Така да целиот тој куп информации само што сме им го дале, за да направат миниатурен модел на Божидар и да одлучат што најверојатно ќе одлучи Божидар. Ќе се задржам на моментот фотографии кои што го споменавте.
Сите сакаме убави фотографии, голем дел од нас ги сакаат и лековите на убавите фотографии, веројатно затоа се поставуваат, но малкумина знаат дека фотографијата открива многу повеќе од она што ние иницијално го очекуваме. Што може да се дознае, Божидар, од една фотографија поставена на социјална мрежа? Прво, самата фотографија и самиот лик кој што го има на фотографијата, да речеме, ајде, очигледното нешто. Но исто така е да речеме во што сме ние облечени денес. Кој часовник јас го носам денес, да речем, ете, скрием да не се гледа, но тоа е бренд. Тоа е нешто што јас го купувам. Патики кои ги носиме, тоа е бренд. Тоа е таргетирано рекламирање, бидејќи од таа слика една машина може лесно да ги заклучува информации, затоа ни даден реклама подоцна за нешто. Овој овдека уред исто така е некаков бренд што го користам, исто така може да биде рекламиран. Но можеме да одиме и под тепихот на оваа тема и да одиме во нешто што е многу посериозно по мене, а тоа се метаподатоците на фотографиите. Со секоја фотографија се носат со фајлот, се носат информации од тоа кој е креаторот, на кој уред и така натака, и геолокацијата, многу често каде е таа фотографија снимена. И ние, свесно или несвесно, ќе вчитаме таа фотографија со се геолокацијата, пакет аранжман додадена кон неа. Само за сите гледачи да појаснам, фабрички сите телефони се сетирани да снимаат геолокација во сите фотографии. Сите мобилни апликации кои ги користиме ќе се обидат да ве убедат да им дадете пристап до геолокацијата за сите фотографии и видеа, затоа што ги сакаат тие податоци. Ако не ги дадеме, апликацијата не функционира? Ако технички нема никаква пречка да не функционира апликацијата, но апликацијата, бидејќи тоа е бизнисот на овие социјални мрежи, ќе се обиде на секој можен начин да не убеди упорно, бескрајно упорно, да ги дадеме овие податоци, дури ќе осакати дел од своите функционалности, се додека ние не се согласиме на тоа. Но што ќе се случи кога ќе ги дадеме податоците? Ете да речеме дека социјалната мрежа е одговорна, нема ништо страшно да се случи и да речеме дека ќе веруваме во тоа. Социјалната мрежа истовремено ги пласира овие информации некаде доста видливи. Например, на Твитер можете да пребарувате по геолокација. Па некој ќе рече, па што точно знаеме ако јас се сликам во Париз, дека сум во Париз. Голема работа. Да, ама некои луѓе ставаат слики од својот дом, кој што има геолокација. Дали сакаат тие луѓе геолокацијата, адресата, физичка точката каде се наоѓа нивната куќа, нивниот стан, да биде видлива и најдлива на интернет. Постои една апликација, се вика Strava, таа е фитнес апликација, која меѓу другото снима и можете да вчитате активност со точно исцртана на мапа каде вие сте трчале, возеле точак, планинареле, што и да е. И тоа е супер. Ете, видете ме колку сум јас спремен, физички лајкови собираме и така натака. Истовремено на многу луѓе, непознати и познати, им даваме мапа каде ние се движиме, каде можат да не најдат, каде почнува и завршува нашата фитнес програма, односно нашиот дом. И ова е јавно достапно, ова е страшно лесен начин некој да биде вознемируван, да биде пречекан пред својот дом, бидејќи знае, се чита во колку часот излегуваме да вежбаме. Ова е многу непријатен ризик за сите нас да биде нарушена нашата приватност. Само да потенцирам, овие апликации сите имаат можност да се исклучи ова прикажување на ваквите податоци во сетингот приватност, но тој е длабоко закопан во сетинзите на апликацијата, затоа што апликацијата не сака тоа. Се обидов меѓу другото со Инстаграм да го направам тоа, не дозволува да се фотографирате понатаму доколку не ја исклучите опцијата за геолокација, например. Ете, видете, интересно. Не сум го знаел, ама тотално, значи, едната со другата функција. Слично, WhatsApp пред една недела го инсталирав за некоја деловна потреба, и не му дадов пристап до моите контакти, едноставно не кеше да формира група на контакти, а јас да ги искуцам лично контактите, не мора да ми дадеш пристап на контакти. Ете ги тие ограничувачки моменти. Сакам да проговорим уште за еден аспект од безбедноста. Би говорела уште многу, но времето толку не дозволува. Многу често се случува да зборуваме на одредена тема. Сакаме нешто да купиме, потребно ни е нешто или неврзано и отвараме било која апликација или социјална мрежа и првото нешто што ни се појавува е реклама каде да го најдеме или каде да го купиме одредениот производ. Застрашувачки делува на прва. Логичното објаснување е дека стотици игри и апликации не прислушуваат. Колку подлабока е приказната од самообичен маркетинг? Денеска сме во трка на вооружување, така ќе го наречам, помеѓу сите можни компании, сите компании кои што мислат дека имаат добра идеја или немаат добра идеја за собирање податоци.
Сите компании пробаат да соберат што е можно повеќе податоци. Некои од нив знаат како ќе ги употребат, некои од нив само се плашат дека ако ги немаат податоците, некој пат во иднина ќе останат зад конкуренцијата. И затоа не се веќе само мобилните апликации што не снима. Да, не снимаат сите за сите наши гледачи, да кажеме, не снимаат, но не прислушуваат. Порано беше и добро е познато дека ги прислушуваат познати зборови, Coca-Cola, брендови кои се познати, едноставни зборови и така натака, и го користат за таргетирано рекламирање. Сега веќе стасуваме до доволно моќни уреди кои во наредните 2 години, уверен сум, ќе имаат доволно моќ да препознаваат човечки говор на произволен јазик. Доволно ќе бидат моќни овие процесори. И тогаш веќе ќе можат да не слушаат се што кажуваме. Но не се само апликациите. Овие сите апликации ќе не слушаат ако им дадеме пристап на микрофонот. Дали тоа е WhatsApp, Skype, Viber, било која друга апликација, ние сме и дале пристап на микрофонот и она ќе може да не слуша. И тука не завршува приказната. Имате дома паметен телевизор? Слушаат и тие. Слушаат и тие, преку далечинското кој што има говорна команда. Еклатантен пример од пред 2 недели или 3 беше Samsung машина за перење. Паметна, испратила во еден ден до фабриката 3,6 гигабајти податоци. Никому не му е јасно што Samsung машина за перење испраќа 3,6 гигабајти податоци до фабриката. Последен многу внимателен пример кој што сакам да го дадам, не знам колку мина гледачи купиле ново возило, но денес добивате во договорот да потпишете политика за приватност со која се согласувате фабриката за возилото да собира ваши податоци. Да, возилото денес ве шпионира. Како да се заштитиме од ова собирање податоци за крај во една реченица? За жал, не беше целта да ги исплашиме гледачите, не беше целта, целта беше, значи не можеме многу да направиме. Ќе речам, ако некој чека регулативата да ја среди работата, регулативата е многу спора. Регулативата ќе трае со години, а фабриките ќе го решат својот проблем или ќе смислат со многу скапи адвокати ново решение во наредните минути. Така да не е регулативата. Најмногу се сведува на свесноста. Ние сите со овие апарати, со дел од нив спиеме покрај овие апарати, буквално најголемите светски корпорации ги имаме во својата спална соба, донесени. И мораме ние да бидеме тие што ќе одлучиме што ќе правиме. Ако некој сака да ги даде овие податоци, слободно нека ги даде овие податоци. Јас не можам да го спречам, не можам да кажам дека тоа е погрешно. Но секој пат направете го тоа со полно знаење. Потрошете го времето да истражите што се бара од вас, кај ќе ги дадат податоците. Знам дека е мачно, знам дека тоа се огромни договори, но истражете, има луѓе како мене на интернет што ќе помогнат. Сватете што давате, кому го давате и одлучете дали сакате. Ако не сакате, бидете конзервативни. Благодарам, Божидар. Ване, сакам да се надоврзам на оваа тема со тебе, имајќи предвид колку ги користиш социјалните мрежи и како комуницираш на истите. Веројатно најдобриот одговор кога ќе прашате сајбер експерт како се користат социјални мрежи и дали треба да ги користи истите, кога ќе го прогуглате неговото име, па ќе видите дали е на мрежите. Божидар го нема на ниту една социјална мрежа. Го има, ама добро, да, го има, ама малку потешко се наоѓа. Ете, тема безбедност. Кај нас материите на оваа тема и на оваа проблематика возот веќе чинам замина одамна. Прашањето ми беше што правиме сега ние. Одговор немам, освен да моите телефони бидат, ајде, нека останат ке вас сега додека најавам, барем тоа да не ме прислушуваат. Во најавата? Во најавата. Друго, после се ова што слушнав... Никој нема да знае, само гледачите. Да, друго, после се ова што слушнав, навистина не знам што да одговорам, што да кажам, освен да бидеме малку повеќе предпазливи и верувам Божидар ќе се согласи повеќе да ги слушаме сајбер експертите кога станува збор за сајбер безбедноста.